Почитувани, покрај бројните реакции и ветувања дека проблемот ќе биде надминат, хаосот со исплатата на породилните надоместоци продолжува. Левица во изминатите денови доби бројни сведоштва од родилки кои ја потврдуваат истата слика. Некои добиле исплата, некои не добиле ништо, а некои добиле само дел од средствата кои што законски им следуваат. Не може да се повикувате на повисок наталитет, а истовремено со месеци да ги оставате родилките без приходот што и законски им следува. Особено загрижува состојбата со жените кои се на боледување поради патолошка бременост. Станува збор за жени со сериозни здравствени компликации, дополнителни терапии и значително повисоки трошоци. Токму тие на кои финансиската сигурност им е најпотребна, со месеци остануваат без приход. Породилниот надоместок не е владина милостина, туку законско право кое произлегува од работниот однос и од предонесите што работничките со години ги уплаќаат во системот. И токму ова е пораката што оваа власт им ја испраќа на сите жени работнички во Македонија. Вашиот труд е вреден додека создава профит, а вашето мајчинство е вредно само додека служи како статистика за наталитет и како декор за конзервативни политички говори. Во моментот кога ќе ви е потребна поддршка, останувате сами. Златко Перински, како нов директор на Фондот за здравство, имаше можност да покаже дека ќе стави крај на оваа пракса. Наместо тоа, родилките понатаму живеат во неизвестност, без јасни рокови, без објаснување и без никаква гаранција дека навреме ќе го добијат надоместокот што законски им следува. Министерот за здравство, Сашо Клековски, нема право да се однесува како ова да е туѓ проблем. До неодамна и самиот беше директор на фондот, а сега е награден со министерско место. По месеци нерешен хаос, јавноста има право да бара одговорност и од фондот и од Министерството за здравство. Затоа ние како Левица бараме итна исплата на сите заостанати породилни надоместоци, јавно објаснување за делумните исплати, воспоставување јасни и фиксни рокови за исплата на породилниот надоместок, Фондот за здравствено осигурување на чело со Перински да престанат да си ја префрлаат одговорноста на сите освен на себе си и конечно да го решат овој проблем. Не постои поголемо лицемерие од тоа да ја славите мајката во говорите, а да ја понижувате во пракса.